Агенција Марили по 28 пат традиционално ќе ги избира најуспешните жени менаџери од областа, од регионот и од земјава оваа година, односно оваа сабота на 18 мај. Имено станува збор за манифестацијата избор за најуспешни жени менаџерки за 2024 година. Повеќе на оваа тема, односно повеќе интересни податоци за самата изложба, манифестација, ово утро разговарам со Лидија Трипуновска, генерален менаџер и собственик на агенција Марили. Добро утро и добро дојдовте повторно во нашата утринска емисија. Добро утро, драго ми е и поздрав до вашите гледачи. За самиот почеток сакам да ги напоменеме сите оние успешни менаџерки кои што оставиле некој печат изминатата година во својата област, својата професија. Да, оваа година по 28 пат на 18 мај во хотелот Панорамика во Скопје ќе се одржи манифестацијата избор на најуспешни жени менаџери од земјава и од регионот. Изборот го правиме од, да кажам, околу критериумите од приватни успешни компании, од различни области и дејности, од целата држава и од регионот, и секогаш се почитува и личната согласност на менаџерките да бидат дел од овој избор, а ние воглавном сме ги запознале со препораки од нивните деловни колеги и партнери. Оваа година се избираат 13 лауреатки, односно 10 се од Македонија и 3 се од регионот, од Република Хрватска и од Република Србија, така да јас би сакала да ги представам, еве описно, ќе одиме по азбучен ред на презимињата, така како што и ќе ги прогласуваме, и тие се доктор Катерина Бошевска, генерален менаџер од Скопје, која доаѓа од областа на финансиите. Жанета Бадаровска Ѓоргиевска, која доаѓа од прехранбената индустрија од Виница. Магистер Евгенија Ѓорѓиевска, која доаѓа од електрометалната индустрија од Прилеп. Цветанка Илиева, генерален менаџер, која ни доаѓа од прехранбената индустрија од Гевгелија. Магистар Ирена Јакимова, генерален менаџер, која ни доаѓа од областа на коучингот од Скопје. Доктор Јелисавета Ѓорѓиева Јовевска, таа е подпредседател на Стопанската комора на Северна Македонија, истовремено долги години извршен менаџер во комората. Магистар Клаудија Лутовска, генерален менаџер, која доаѓа од консултантство за високи грантови и странски кредитирање и инвестиции од Битола. Марија Патриклиска, менаџер за човечки ресурси, која доаѓа од текстилната индустрија од Штип. Магистар Маја Наумовска Савевска, маркетинг менаџер, која доаѓа од банкарството од Скопје. Магистар Весна Ставрова, генерален менаџер, која доаѓа од фармацијата од Скопје. И сега од регионот, доктор Сања Путица, менаџер за односи со јавност и инвеститори, доаѓа од Атлантска пловидба од Дубровник, Република Хрватска. Магистар Дарија Шурич, генерален менаџер од прехранбена индустрија од Република Хрватска, и магистар Зорана Пејчич, генерален менаџер и председател на извршен одбор, која доаѓа од областа на осигурувањето. Сите овие жени, успешни жени кои што ги напоменавте, оваа сабота ќе се здобиат со оваа статуетка, може да ја покажеме. Што поточно символизирате да појасниме? Оваа статуетка е жена водилка, мислам дека се гледа факелот што таа го држи, тие се водилки во своите менеджмент тимови, во своите компании, но мислам дека ќе бидат и водилки, примери, потики за младите генерации кои што треба да ги потикнеме и да покажеме дека и овде на овие простори може да се градат успешни бизнис приказни. Јас само сакам да кажам дека оваа статуетка е дело на академскиот вајар, професор доктор Николас Милков од Штип, така да по негов нацрт е направена оваа статуетка и представува своевидно уметничко дело. Можеме, верувам, да предпоставиме по вашиот одговор, ја објаснувате самиот символ на оваа статуетка, жена водилка, односно водилка и потик за идните генерации. Дали всушност тоа е самата цел на традиционалното одржување на оваа манифестација? Да, тоа е со години. Ова е сепак 28 години манифестација. Ние брендот Жена менаџер го дигнавме на едно високо ниво, меѓутоа во самиот избор жените се и предприемачки и лидери, работиме и на јакнење на лидерството. Токму околу тоа, нели, малку повеќе да се посветиме на лидерството, направивме и еден друг проект кој што се случува истиот ден на 18 мај, но како предпладневен проект, тоа е Марили Бизнис
форумот, кој што неговата цел е всушност да покажеме дека жените само со директно учество и одлучување за теми кои се многу важни, како економија, екологија и други глобални теми, можат да бидат рамноправен чинител на општествено-економскиот развој на секоја заедница и така се јакне лидерството, така да ова е еден наш дополнителен проект, иако имаме и други проекти кои што сме ги создале во текот на годините, кои што се паралелни со манифестацијата, како што е Марили бизнис клубот, како што беше тематскиот ден Дама да, сето тоа е една целина, инаку нашиот фокус во делот на форумот е ставен на екологијата, заштитата на животната средина и на циркуларната економија, потоа здравата храна, дигитализацијата и автоматизацијата во областа на човечки ресурси. Тоа ќе биде сконцентрирано во 3 панел сесии, панелисти се домашни гости, но и странски гости, како од научните институции, од универзитети, така и од високи државни институции, бизнис секторот, доминантен ден, бидејќи ќе ги прашуваме пред се компаниите како се справуваат со екоотпадот, како се справуваат со биоотпадот, потоа здравата храна, која е современ тренд, колку се произведува и како се произведува во нашата земја и во регионот, што по ова прашање треба да се прави во иднина, и дигитализацијата и автоматизацијата на човечки ресурси е тема која што е исто така светска, бидејќи цивилизацијска придобивка е да бидеме нели дел од техничко-технолошкиот развој, но каде е дигитализацијата во нашата земја, па и автоматизацијата, и дали дигиталната сфера може да понуди решенија побрзи и поедноставни за заштита на животната средина, односно што представува зелената дигитализација. Сето тоа ќе бидат теми кои што ќе бидат присутни на целиот форум. Тоа е нашиот главен фокус оваа година. Тој го ставивме и на уште еден наш проект, тоа е бизнис каталогот. Еве и циркуларниот круг, движењето на енергијата и материјата е ставен како символ на овој каталог. Во внатрешноста, во воведниот дел, ние зборуваме за еколошките региони на нашата земја и за она што го имаме како здрава храна што го произведуваме, а исто така внатре во сите бројни интервјуа на бизнисмени, иако имаме и интервјуа од областа на култура и спорт, односно го покажуваме најдоброто од нашата земја, во сите тие интервјуа ние прашуваме за заштитата на животната средина. Се убаво си кажавте, мислам дека дури нема потреба повеќе да ве подпрашувам. Колку што можевме да сватиме тематиката и на каталогот и на форумот, една едукативна тема, која што на некој начин не засега сите нас. Ви благодарам многу за одвоеното време и се надевам дека идната година, кога повторно ќе има една ваква манифестација, повторно ќе поразговараме. Да, ви благодарам многу и уште еднаш поздрав до телевизија Телма и до незините гледачи. Благодарам уште еднаш. Ова утро говоревме за манифестацијата Избор за најуспешни жени менаџери, која што всушност се одржува оваа сабота и на некој начин има за цел да ги поттикне младите генерации да бидат поуспешни. Ние се гледаме повторно во некој нов термин во денешното издание на Утренска на Телма.